Ние се наоѓаме на лице место од Лекарската комора на Македонија. Заедно сме во друштво, нели, во кабинетот на председателката на Лекарската комора, како што спомена и ти, професор доктор Калина Гривчева-Старделова. Нашата тема која што нели ни падна во очи се едни бројки кои што ги забележавме. Имено изливаа бројки кои што велат дека 782 лекари во последните 5 години ја напуштиле Македонија и заминале во странство, никаде нели да работат. Другите бројки велат дека 120 медицински сестри само од клиничкиот центар и околу 5 помошен персонал заминале само од клиничкиот центар во последните 3 години. И сега сите се прашуваме, можеби не требаше секако да го отвориме и ние како новинари ова прашање, дури кога ни се случи ковидот, нели, кога видовме колку тие ни се потребни сите нам или колку е важен здравствениот систем воопшто во една земја и колку треба сите ние да имаме некаков начин, нели, некаков систем за да ги задржиме лекарите, како велат. Тие се оние кои што ни се многу потребни, повеќе од потребни. Добро утро, ви благодарам за одвоеното време и се надевам дека ќе слушнеме бројки кои што можеби ќе бидат малку пооптимистични. Добро утро, ви благодарам на поканата и желбата да продискутираме за ова нешто што и нас како струка на некој начин од секогаш со години наназад ни било така загрижувачки, зошто моите колеги не остануваат, зошто моите колеги одат натака. Миграцијата на вработени и медицински персонал е нешто што е логично и нормално. Некој ќе стекне одредено реноме во својата струка, од друго место го бараат да отиде. Меѓутоа, она што нас не стално не боли, што нашите млади луѓе одат. Ако моите предци биле печалбари, моите деца на мои пријатели се емигранти. Значи, они одат без намера да се вратат. Она што извадивме како бројки, таа бројка што ја кажавте, на некој начин бројка која комора ја има, меѓутоа не е релевантна у смисла дека тие луѓе се иселени од државава. Бројка што ние имаме годишна е број на издадени Good Standing Practice потврди. Тоа подразбира дека секој кој сака да престојува во друга болница, во друга земја, мора да докаже дека во земјата од каде што му е лиценцата не се води никаква процес против него од страна на матичната лекарска комора. Ние извадивме и податок дека има одредена група луѓе од 25 кои со години еднаш годишно се зимаат таква потврда, кои одат у тек на летниот распуст некаде, ќе влезат у болница, ќе имаат престој да видат едукација и свали се враќаат. Така некаде тие, ако се 25, секоја година се 125 минус оваа бројка. Некако така доаѓа. Така доаѓа, да. Така да она што ние извадивме, бројки кои се, фактички, 2015 170 колеги побарале таква потврда. Минус 25 сигурно се вратени. Ние не сме сигурни дали се колегите отидени или не. Значи, тоа не сме. 162 2016, 2017 120, 2018 178, 2019 163. У време на корона 2020 110 потврди сме издале, 2021 132 овакви потврди. Значи, тоа се само потврди кои значи дека може да употребата, може да не отидат. Да докаже дека не се води никаков процес за него. Колегите имаат обврска со членувањето во лекарска комора да пријават дали има промена во работното место. Некои не го прават тоа. Значи, има колеги кои едноставно ќе си отидат и не се пријавуваат, лиценцата им стои. Она што мене ме радува, што никој од тие колеги што се отидени, односно многу мал број од тие колеги што се отидени, се откажува од оваа лиценца. На секои 7 години ни е релиценцен период, доаѓаат, носат документи и ја земаат нашата лиценца, поголемиот дел од тие луѓе што се отидени во странство и живеат таму.
Кога сме кај тоа, дали да заминете или да останете? Сте имале двојби некогаш вие во вашиот собствен живот, нели? Дали можеби таму никаде ќе научам можеби повеќе? Дали можеби таму никаде ќе заработам повеќе? Дали е тоа нешто што ме интересира? Тоа ли се работите кои што се двојбите? Дали тоа е подобар живот? Дали е тоа подобар систем? Иако пред ова линковско вклучување ми рековте како беше во Војводина, имало збор кој што се викал доđеш, да, некој што не е тамошен, така е некако. Сегде кај што ќе отидеш во татковината си доđеш. Најубаво се чувствуваш дома, нели? Да, секој од нас има у еден период на животот од различни причини потреба да размисли нели е подобро да спреми документи, да испрати, па дали да отиде или нема да отиде. Па кога ќе го повикаат да седне на маса и да стави за и против. Ние сме чудна струка. Ние и у кафана кога ќе отидеме збориме за пациент, за случај, како да му се помогне, што да се помогне, досадни сме малце у муабетите. Нас ни треба едукација и ни треба предизвик во работењето, ако го немаш тоа учмајуваш и тоа те тера да едноставно бараш друг предизвик. Ако ми дадат, тамо кај што ќе ми дадат можност да напредувам, да се обучам, да го работам тоа за што сум обучила, зашто и ако сум доволно платен да имам еден пристоен живот, ретко кој размислува да отиде од таму. Кога го читав тоа, нели, тие бројки, имаше еден ваш колега, нели, кој што заминал од Кичево е, господинот кој што заминал на специализација во Германија токму и е остана таму, неврохирург и така натаму. Се обидувавме инаку да го имаме по ова линковско вклучуваме, сакав и нели моите колеги од студија да поразговараат со него. Она што го прочита во интервјуто со него, тој вели, знаете како можеби немаше да заминам ако не беа такви платите во Македонија на докторите, тие 2016 2015 до 2017 година. Професорке, има ли напредок барем во тоа дека можеби платите, нели, како нешто, како речам, заслужено, секако е тоа не е бројка која што ја заслужуваме, нели, сите ние кои што треба да земаме поголеми плати, особено вие, но дали е тоа ги запира некако во тој пат? Она што знам сигурно. Имаше мои колеги кои се на специализација, се уште им трае специализацијата. Специализацијата им е почната во период кога они како приватни специализанти само плаќа, нема надомест. Откако се доби тој финансиски месечен надомест на некој начин како плата, неколку од нив ги повлекоа размислувањата да отидат во Германија. Сикат, зашто би ишо? Значи, финансиски оддел е на вистина многу битен. Ко си млад, ти треба да издржуваш и семејство и да имаш некој стандард секако. Оно што јас можам да кажам од мојата плата, иако, ево пак ќе кажам, менаџерски договор ми повлекува само обврски финансиски, ми е платата подеднаква како и на колегите кои не се директори. Мојата плата е дупло поголема од претходно, не дежурам. Така да дупло поголема од она што сум колку години? Пред 5 години. Да. Од тој период ми е дупло покачена плата. И сега, за да имаат колегите, нели, таму чекаат и други соговорници и други муабети, само за крај да ве прашам, дали ни е потребна стратегија на државно ниво, сепак да задржиме дел од лекарите? Некако така ми се чини дека се доаѓа. Секако дека ни е потребна стратегија. Јас на председателот на Германска комора, која говоревме, проблемот на миграција е сегде присутен. И кога говоревме како идат им фалат доктори, им реков каде да испорачаме сметката за образованието кое се троши за нашите луѓе, кое ние некако не го сметаме. Во Салзбург, например, една година студија на медицински факултет кошта 25.000 евра. Кошта и овде. Ама не го плаќа студентот тоа, го плаќа државата или партиципација на некој начин. Ние не пресметуваме колку тој студент ги чини родителите, ако живее вон градот, ако студира вон градот кај што живее. Треба да се задржат тие луѓе, треба да се мотивираат, да имаат можност да напреднат понатаму, да отидат на специализација. Откако ќе станат специјалисти и работата им овозможува да го практикуваат тоа што го учеле во тек на специализација, помал е бројот на тие што се заинтересирани да отидат. Да.
доминантно нашиве што бараат со цел потврда, со цел да си отидат, што туку завршени. Затоа што нострификацијските испити кои ќе ги положат полесно е веднаш после факултет. Јас имам колеги двајца кои отидоа како специјалисти во Америка, еден као доктор на науки и насловен доцент, која доаѓаше тука, вика, јас се вратив на ниво на студент. Што во одреден број на години допрва која ќе те чека, па ќе се размислиш дали да отидеш. Значи, но има и примери, може да ги споменаме, да, ми велат, нели да прекратуваме или да оваква да заобиколуваме, да заокружуваме целиот овој разговор. Сакам да прашам, и споменавте пред овој муабет нели на линк дека има и ваша колешка која што сака да се врати од Канада. Имаме и таков пример. Има и од Канада, има и од Германија што се заинтересирани и што дошле. Има од Америка колешка што се врати. Има. Добро. Значи, ако сумираме од 782 минус 125 се 650, така некако 660 луѓе. Така, 660 за 5 години. Така е. Така е, да. Ви благодарам и се надевам дека сите заедно стискаме палци и ќе ги задржиме вистинските луѓе на вистинските места овде кај нас. Како велат војвоđаните, секаде си доđoš, па може да си останете овде и ќе биде регуларно се, поголеми се платите, вели професорката, се надевам дека ќе имаме и вистински луѓе на вистински места секаде. Тоа ни е сите најважната работа.